Благодарам на прашањето, почитувам пратеник и почитувам подпредседател на Собранието. Јас се извинувам до сега да ве поздравив. Прво, како влада остануваме посветени, меѓутоа и како општество, на продолжување со интензивните политики за забрзан економски раст и развој на државата преку зголемување на домашните и на странските инвестиции. Меѓутоа и преку зголемување на платите во сите сектори, преку зголемување на минималната плата, преку зголемување на просечната плата, но и преку зголемување на пензиите. Оваа влада е одговорна и продолжува во континуитет со овие политики на зголемување на платите, пензиите, но и на социјалната помош. Приоритет секако е носењето на решенија кои што директна придобивка имаат граѓаните, особено оние кои што се од најранливите категории, тоа го правиме на долг рок со постојана одржливост. И во една од овие остварени вредности, кои што истовремено и потврда дека нашата визија за обезбедување на праведно општество, без дискриминација на ниту една категорија, продолжува успешно преку креирање на вистински политики во овој домен. Изминатиот период работевме навистина на воспоставување на систем на континуиран раст на плати, посебно во образованието, детската заштита и воспитанието, како и во здравството. Ако ги земеме само во основното и во средното образование, каде што ветивме и го остваривме зголемувањето од 15%, и ако се земат предходните зголемувања во 2018 од 5%, 2019 од 5%, 2020 од 10%, и ова последно зголемување се работи за зголемување на платите во образованието за 36%. Само за споредба, ова зголемување на платите е навистина најголемо доколку се спореди со периодот од до 2016 година, кога без услови на криза платите во образованието беа зголемени само за 4%. Со ова исто така докажавме дека човечкиот фактор, односно наставниците, се еден од најважните ресурси во образованието, и јас за тоа изборував на 77-то Генерално собрание во Организацијата на Обединетите нации во Њујорк, дека сме силно посветени на градење на систем на високо квалитетно образование, што е најголем влог во една европска држава која што напредува напред. Трансформацијата на државата кон полноправна членка на Европската унија лежи меѓу другото и во нашата способност да создаваме услови и средина што овозможува на нашите ученици да работат во подобри услови и да се школуваат со наставни материјали кои што се со повисок квалитет. Исто така во овој контекст значи дека 35.000 наставници, односно вработени во образованието, 25.000 наставници и друг персонал ќе добијат, односно добија зголемени плати и дополнително, согласно со методологиите, тоа ќе го има во идните години. Покрај зголемувањето на платите кај образованието, платите се зголемени и кај негователите, кои што се во рамки на Министерството за труд и социјална политика. Уште една сакам да поднесам и во услови на незапамтена економска и енергетска криза во мандатот на оваа влада, минималната плата ја зголемивме за 100%. Односно, сега минималната плата е 18.000 денари. Јас кога дојдов на позицијата премиер, првата работа која што ја направив беше зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Огромен број на луѓе беа против. Значи, посебно економистите, кои што јас како економисти ги почитувам, меѓутоа кои што припаѓаат на десната провиненција и се политички ангажирани во ВМРО ДПМН, меѓутоа тие беа против. Сега се потврдува дека била добра. Видите, убаво е да има малку елементарно. Без да фрлање од место ќе има. Овде гости треба да се почитуваат. Јас навистина како влада на нас ни е чест да дојдеме пред пратениците да одговараме на прашања. Меѓутоа пратениците да се зборуваат на телефони намерно на глас, ако не сакате пратенички прашања да има, треба да ни кажете. Ако пред 6 години беа потребни 4,25 минимални плати за да се покрие една потрошувачка кошничка, сега сме на ниво од 2 минимални плати потребни за покривање на една потрошувачка кошница. И сите овие критики кои што ги упатуваше опозицијата не држат вода со оглед на тоа што гледаме во каква економска криза западна светот и колку тоа зголемување на минималната плата и соодветно на
просечната плата која што е зголемена за 50% значи за граѓаните. Ако ги погледнеме тирзовите, односно компаниите кои што работат во технолошко-индустријските развојни зони, тогаш исто така ќе видиме дека ако порано таму клучно беше да се вработуваат ниско платени работници под минималната плата, сега веќе имаме зголемување на платите и во тризовите и сите тие се над минималната, а во најголем дел се над просечната плата. Со оглед на тоа дека веќе финансиската помош која што обезбедува државата како субвенција за странски инвеститори не е за поддршка на минимални плати, туку за поддршка на плати кои што се над минималната и кои што се во најголем дел над просечната плата. Исто така, навистина е задоволство кога гледаме дека новата методологија за пензии, која што ја донесовме заедно со партијата на пензионерите, заедно со Сојузот на пензионерите, веќе дава резултати, со оглед на тоа што сега покачувањето на пензиите кои што ќе го добијат пензионерите од 6,8%, заедно со 2,9%, веќе доаѓаме до зголемување на пензиите оваа година од ниво до 10%. То никогаш не било. Порано на пензионерите секогаш пензиите им се зголемувале само пред избори, еднократно. Затоа зашто сите имаме пензионери во нашите семејства. И дополнително, со новото зголемување во март, значи од март 2022 до март 2023, со оглед на тоа дека имаме методологија во која 50% е раст на инфлација и 50% е раст на просечна плата, зголемувањето сигурно ќе биде исто како сега. Значи за една година пензионерите ќе добијат зголемување на пензиите од минимум 16%. Такво зголемување немало. И тоа се факти кои што не за мене да се важни. Тие се важни за пензионерите. Бидејќи денес има една влада, утре ќе има друга влада, после известно време ќе има влади во државата, меѓутоа методологијата која што ја усвоивме, таа методологија овозможува постојан раст на пензиите заедно со порастот на трошоците на живот и со порастот на просечната плата, односно со порастот на продуктивноста во државата. Исто така се гледа дека во индустријата повторно раснат платите, меѓутоа се гледа уште една тенденција, а тоа е дека и ги гледаме индустриите како што доаѓаат новите индустријски капацитети, дека веќе имаат потреба од профили, кои што профили не се наоѓаат секогаш во Северна Македонија. Такви профили има некогаш во Албанија, некогаш во Србија, некогаш во Србија им треба профили од кај нас на кадри кои што треба да работат во нивната индустрија или во Албанија. И тоа е една од претпоставките на иницијативата Отворен Балкан. Ја не го гледам тука претседникот Милошовски, кој што не сака да ја закаже комисијата за надворешни работи, каде што треба да се ратификуваат договорите кои што произлегуваат од соработката за Отворен Балкан. Значи се работи за договори кои што единствен бенефит имаат работниците и компаниите. Значи чисти економски бенефити кои што се базираат на 4 европски слободи. Слободно движење на капитал, стоки, услуги и луѓе. Со едниот договор се укинуваат фитосанитарните комплицирани процедури кои што во моментот постојат помеѓу трите држави, а со вториот се овозможува без дополнителни административни процедури работниците да можат слободно да работат во трите држави. Значи, ако против ова собрание има нешто, тогаш треба да ја апелирам пратеникот да ја свика комисијата, бидејќи тоа е навистина на бенефит на сите граѓани и на стопанството, а тоа сите го имаат потврдено низ оние состаноци кои што се држат и во Скопје, и во Тирана, и во Белград, а гледате дека кон таа иницијатива се приклучија и Унгарија, се приклучува и Турција, се приклучува и Грција изрази подготвеност, меѓутоа министерот за надворешни работи беше спречен, што значи дека се работи навистина за една економска иницијатива, оригинална тука од Балканот, со која што се олеснуваат економската соработка и секоја друга соработка. Ви благодарам.